гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за кучешка тенија. Зошто е толку опасна кај деца? Како дете може да фати кучешка тенија? Дали секогаш е неопходна хируршка интервенција? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Ристо Симеонов, детски хирург. Доктор Симеонов, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре најдов, благодарам на поканата, поздрав во сите гледачи на Сител телевизија. Еве за почеток, доктор Симеонов, ќе ни кажете што точно е кучешка тенија и зошто е толку опасна за децата, бидејќи нели тоа е и вашата област. Кучешка тенија или ехинококус е зооноза, односно инфективна вектор пренослива болест, предизвикана од паразитот ехинококус. Две форми на ехинококоза се опасни за човекот, тоа е ехинококус гранулозус или цистичната форма и ехинококус мултиокуларис или алвеоларната форма на ехинококоза. Кај нас најчесто има цистичната форма, додека алвеоларната е карактеристична за земјите од северната хемисфера. Да напоменам дека дефинитивен домаќин е кучето. Преносливи домаќини се домашни животни, крави, овци, кози. Човекот е случаен домаќин. И затоа развива болест, затоа што природна средина, односно природна комуникација на паразитот е помеѓу кучето и тревопасните домашни животни. Човекот е непрепознатлив, значи не е карактеристична средина човечкиот организам и затоа ехинококот кај човекот предизвикува болест. Дали овој период, бидејќи нели имаме пораст, пат на случаи со кучешка тенија, дали овој период може да кажеме дека имаме зголемување на бројот на случаи? Во последниве 10 години имаме зголемување на бројот на случаеви со ехинококова болест. Годишно во принцип во Македонија се регистрираат од 10 до 30 нови случаеви на ехинококова болест, додека во светот секоја година има 19.000 нови случаеви на ехинококова болест, односно се извинувам, 19.000 луѓе годишно умираат од ехинококова болест, а во секој момент кај 1 милион луѓе во светот има ехинококова болест. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Симеонов, како едно дете може да фати кучешка тенија? Патот, односно ехинококовата циста, односно јајце од паразитот се пренесува преку орален пат, односно преку уста. Јајцата ги има во изметот од кучето и во еден измет од куче има и лјадници, дури некои математики викаат дека има до 800.000 јајца во еден измет од куче. Доволно е само едно јајце да се внесе преку уста во организмот и да развие ехинококова болест, затоа што паразитот во почвата и во водата може да живее до 1 година. И децата играјки се во почвата, односно во земјата, со немиени раци може да го внесат и ехинококот во организмот, или ако галат куче или кучето им ги лиже рацете на децата и при тоа не ги измијат, може да се внесе паразитот варовата во организмот. Значи патот на внесе преку уста. Значи ова би било и следното ево прашање, тогаш кој е поголем виновник, кучињата или лошата хигиена? И едното и другото, доколку кучето било редовно третирано со антихелметична, односно антипаразитска терапија, тоа се таблети кои што ги има во секоја ветеринарна амбуланта, детето и да го гали кучето, нема се пренесе ехинококовата болест. Меѓутоа, мије на раце е основна хигиенска навика што треба да има секој дете. Че хигиена на раце и хигиена на тело е основна хигиенска навика која што треба да има секој дете, затоа децата треба да ги мијат рацете независно дали постои опасност да добие ехинококова болест или некоја друга секако. Други паразити, бактерии, вируси. И еве, имајќи во предвид дека нели има домашни милиници, улични кучиња, кој е во поголем ризик? Дали децата кои што живеат на село или пак децата кои што живеат во градски средини? Да, сакам само да напоменам, сите кои чуваат домашни милиници редовно да им даваат таблети, антипаразитна терапија во консултација со ветеринар. И тоа е најбитната превенција од ехинококова болест. Кои деца се во поголем ризик? Инциденцата е поголема во рурални, во селски средини, затоа што таму има земја, почва,
обработлива, има домашни животни, крави, кози, овци и опасноста да се развие ехинококова болест е почесто во селска, рурална средина отколку во градска, меѓутоа независно градска, селска средина, ако ехинококот се внесе во организмот, секогаш развива ехинококова болест. И тоа преку крвта прва бариера е црниот дроб, затоа 65 до 70% од цистите се формираат во црниот дроб. Следна бариера се белите дробови, 25 до 30% цистите се формираат во белите дробови и 10% отпаѓа на бубрезите, слезенката, мозокот. Меѓутоа сакам да напоменам дека кај ехинококовата болест, односно кај ехинококова циста, посебно бел дроб, ако прсне, ако руптурира, може да доведе до сериозна алергичка реакција, односно анафилактична реакција, која што може да биде животно загрозувачка. Така, ќе зборуваме секако за симптомите и диагнозата. Имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Гледач од Скопје. Ние, само едно кратко прашање, ние имаме миленечини. Добре. Да имаме мали деца. Добре. Колку е опасноста, доколку... Ме слушате? Да, ве слушаме. Да, јас сум од Скопје, па имаме 2 миленечини. Сега, кажете ми колку е опасно за деца, а они се вакцинирани, се окей. Што можеме, како можеме? Ако домашните милениčиња редовно се вакцинирани, редовно им се дава терапија против паразити, нема опасност децата да добијат ехинококова болест, а при тоа децата треба редовно да ги мијат рацете, затоа што тоа е основна хигиена кај секој дете. Така, и секако сакав и на почетокот да го напоменам, дека не сите оние љубители, оние што чуваат кучиња, тоа значи готово ризик, опасност дека некој ќе фати кучешка тенија. Од домашните миленичиња, ако редовно се вакцинирани и редовно добиваат антихелметична терапија, не може да се добие ехинококова болест, меѓутоа децата ако играат надвор во почва во земја загадена со ехинококови јајца, може да добијат, може паразитот да го внесат преку уста и да развијат ехинококова болест. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добро утро, убав и среќен ден вами на вашата цела екипа. Ви благодариме. Добре дојде на вашиот доктор. Не е во доменот што ќе го прашам, меѓутоа вака јас која одам и која седам, само се потам од мене пот излегува како остовна да излегува. Од што може тоа да биде, унапред му благодарам на вашиот гостин. Толку ви благодарам, пријатно. Така, јас ви благодарам. Вие сте секако детски хирург, доктор Симеонов, меѓутоа еве. Би ви препорачал да се обратите кај вашиот матичен доктор, он понатаму ќе ве прати кај специјалист за одредени состојби. Да, во зависност нели кои се, дали има некои пропратни и дополнителни хронични заболувања. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вашата емисија и до докторот. Ви благодариме. Јас сум еден пациент опериран од ехинокока. Меѓутоа, знам дека сум 100% заразен од нашето домашно куче. Иако е опериран, мислам, вакцинирано со сите вакцини едно друго, меѓутоа сите пропратни работи, измет едно друго, те беше на мој терен. Така да пред 2,5 години се оперирам. После тоа, дали е можно од примената терапија, многу се здебелив. Сакам доктор да ми одговори дали е тоа причината што многу се здебелив. Кога ми препиша терапија на имав 68 килограми, сега стигнав до 80. Исто се хранам, мислам, а многу се здебелив. Така да ми пречи зашто претходно сум опериран исто и од канцер на градата и ова и веќе не се држава на дебелината, не сум толку подвижна, покретна, како да кажам. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве искуството ни го сподели нашата гледачка, меѓутоа и колку таа терапија што мора потоа да се прима. Тоа е антихелметична или антипаразитна терапија, таблети албендазол кои се дозираат зависно од телесната тежина на пациентот и се примаат во 3 циклуси по 4 недели. Лично не верувам дека причина за зголемена телесна тежина кај гледачката, односно пациентката, е албендазолот. И
исто така лично не верувам ако кучето било вакцинирано редовно и примало антихелметична, односно антипаразитна терапија во форма на таблета, дека од домашното милениче, затоа што може јајцето да се внеси преку недоволно измиена марула, градинарско зеленчук, марула, спањак, значи недоволно обработена измиена марула може јајцето, ако претходно има измет од кучето, ларвата, јајцето да се внесе преку зелена салата. Така. Доктор Симеонов, како родителите да препознаат дека нивното дете има кучешка тенија? Проблемот е што не може да се препознае кучешката тенија. Паразитот расте годишно од 1 до 5 сантиметри. Се работи за мал паразит од неколку милиметри кој што прави сериозни проблеми. За да се примети од страна на родител, ако се работи за циста на црн дроб, од тесната страна на стомачниот зид обично се појава подветинка, веќе кога пораснала цистата, или кај детето има чести кашлици, Тогаш значи може да ја набелите дробови. Чувствува како солена течност во устата, тоа е кога ехинококовата циста на белиот дроб има комуникација со бронх, па го носат детето на педијатар, кој што го прегледува со слушалка, во едниот дел од белиот дроб нема слушање или приметува нешто некарактеристично во однос на дишењето, се прави нативна рентгенграфија каде што се гледа ехинококова циста. Кај црниот дроб се прави ехо на абдомен каде што се гледа исто ехинококова циста, затоа што цистата може да порасне како фудбалска топка, па дури тогаш да се примети дека нешто се случува. Значи и треба долг период додека всушност порасне и се појават тие. Додека порасне ехинококовата циста, потребни се години, затоа што прво во ткивото се формира перициста, тоа е како една обвивка со капсула и внатре во перицистата е цистата. И тоа расте со години и го уништува ткивото. Во мојата хируршка кариера сум имал пациент дете кој што имаше ехинококови цисти на двете белодробни крила и на црниот дроб. Значи, лево, десно во белодробието е ехинококова циста и во црниот дроб е ехинококова циста. Значи може да биде навистина сериозна. Много сериозно. Така. Имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Повелете, во програма сте. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Повелете, ве слушаме. Сакам да прашам доктор. Повелете. Мојот сопруг оперисан е од ехинококова циста пред 15 години. Добро? После имаше излив, па друга операција на ехинококова циста на белиот дроб, половин белиот дроб му е оттргнан и сега има нон-стоп болки и има солена вода на устата, се покажува. Па прашање ми е дали може повторно да се наследе таа болест и што понатаму да правим. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве се и симптомите дел што ги споменавте. Ехинококова циста на бел дроб може да доведе и до лобектомија, хируршка процедура каде што се отстранува дел белиот дроб, бидејќи пациентот и понатаму има солена вода. Со чувство на солена вода во устата, треба да направи повторно испитување за тоа што може да се работи за некој остаток од ехинококова циста или развиена ехинококова циста повторно. Така, пред да вклучам следниот гледаш, дали тоа значи дека може да остане дел, да не се отстрани целиот или повторно да се јави на истото место? Со албендазолот, односно антихелметичната терапија, затоа и се прима во 3 циклуси, 3 пати по 4 недели, се уништуваат паразитите кои што ги има во организмот, кои што не развиле мали ехинококови цисти, неприметливи дури и за компјутерска томографија или магнетна резонанца. Така, да тоа мора да се... Можно е да се развие ехинококова циста или можно е кај пациентот да има одредена комуникација на бронхот
Така е. со шуплината од ехинококот. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот, односно дека е неопходно дополнително да се направи тоа дијагностичко иследување. Имаме гледач, повелете во програма сте? Здраво, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да го прашам докторот во врска со друга тема. Мајка сум на 2-годишно дете. Детето од кога се роди има кила на папче. Сега водене на детска хирургија во Скопје, веќе година и пол. Ме интересира дали треба да се оперира и колку е можно побрзо, бидејќи не маткат, а нема никаков одговор. Докторот што го водеше на детска хирургија во Скопје ни побара пари. Значи јас немав да му дадам пари и он само ме одговлекува и кога да отидеме, се нешто ни владеше неповрзано со темата. Исто така сакам да знам дали може кај докторот да закажеме преглед, кај доктор Симонов. Така. Јас ви благодарам многу за јавањето. Едниот дел секако е за државниот санитарен и здравствен инспекторат каде што треба да пријават. Меѓутоа треба ли да се одговлекува или се итни овие операции? Папочна кила е вродена состојба, вродена кила на папокот и во принцип кај повеќето деца до крајот на третата, па некојаш се чека и до крај на 5-та година, таа папочна кила спонтано затвара, како што се зајакнува стомачната мускулатура, го покрива дефектот од папочната кила и кај повеќето деца нема потреба од хируршка интервенција. Во мојата хируршка кариера многу ретко се оперирала папочна кила. Значи треба сепак период да почекаат за да видат дали ќе се затвори. Ако сакаат да го донесат детето кај мене, може да закажат преглед во Аџибадем Систина, јас сум таму детски хирург. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Здраво. Да, повелете, ве слушаме. Ме интересира возрастен човек, појава на лице во типот на бравдавици и дебелење во стомакот. Преку измет утврдиле дека имат паразити во човекот, тоа се то колку е точно, и му дадоа терапија албензазол тие лекои да и пиет месец дена. Значи, колку е тоа можно да се појавуваат на лице брадавици од истата таа тенија и само дебелење на меот и што понатаму после тој месец кој ќе се испие таа терапија. Така. Албендазолот е терапија за Тоа е конзервативно, паразити, претпоставувам. не е тоа терапија исклучително за кучешка тенија, за други паразити се дава албендазолот, можно е да има брадавици на кожата, треба пациентот да се консултира со гастроентерохепатолог. Така. Значи, после тој еден месец, како што им кажале, треба да направат... Контролан гастроентерохепатолог. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Студиото. Сакам да ви кажам дека јас сум оперирана пред 38 години. Добро. Од кучешка тенија на јетрата и на плуќата. Тогашниот пред 38 години доктор Кирков ме оперираше. Фала му на Бога, до сега сум окей. После 40 години решив, пошто ми беше многу страв од кучиња, да го побијам стравот. Земав 2 ретривери, ги чувам дома со безпрекорна хигиена, апчиња за паразити, вакцинации, се. И сега ми интересира, мислам, не ја имам најверојатно фатено од куче, бидејќи не сум имала и тогаш додри со кучиња, најверојатно од земја. Ми интересира дали можно е после сега нешто да се случи. Од кога ги чувате, да, кога споменавте дека имате домашни. Мада, ја пратам од почетокот емисијата, веќе го добив одговорот, меѓутоа... Так. Еве, доктор Симеонов, некој што го преживеал веќе тоа, домашни миреличиња, ако се чувани со редовна хигиена и редовно вакцинирани и добиваат антипаразитарна терапија во форма на таблети, не може да се добие хинококова болест. И сакам да напоменам дека не е толку битно кучето да се бања и да биде чисто од надвор, колку што е битно редовно да се вакцинира и добива антипаразитарна терапија. Че може и да се исчетка и да се избриши со влажно марамче. Хигиена на дворешта на куче не значи дека кучето не може да пренесе зараза ако не добива редовна антипаразитарна терапија. Так. Кога споменавте нели каде најчесто може да се јави ова цистан или црниот дроб, белите дробови, пред веќе да стигнат за операција, односно да дојдат да побараат помош кај вас, кои се оние симптоми, болки што ги чувствуваат децата? Чувствуваат тапа
болка во абдоменот, во стомакот, на палпација, дури понекогаш може да се палпира, да се пипне хинококозата Затоа што споменавте дека може и до фудбалска топка. Како фудбалска топка. Кај ехинокок на бел дроб често се болни децата со кашлица, физички немаат многу енергија, сила физичка, слаби се по градба, може да искашлуваат со чувство на солена вода во устата. Во принцип, тие се првичните симптоми кога веќе цистата напреднала и пораснала. Дали е секогаш неопходна хируршка интервенција кај вакви случаи? Да, метод на избор секогаш е хируршка интервенција. Со хируршка интервенција се отвара перицистата, се вади цистата. Можно е да има и цисти керки, тоа се помали цистички, кои што исто се вадат заедно со големата циста, се прави лаважа со со солен раствор, 20% солен раствор, затоа што со солта се уништуваат и најситните цисти. Се прави капитонажа, се затвара перицистата, се става дрен и со тоа завршува хируршката интервенција, со тоа што кај белиот дроб може да има комуникација со бронх, да развие пневмоторакс. Тоа сакав да ве прашам, кои компликации веќе ги направила таа циста Да доведе до ресекција на делот белиот дроб, затоа што нема доволен капацитет. Значи, тој паренхим од белиот дроб што останал нема доволен капацитет за да функционира, а кај црниот дроб, бидејќи има компресија на жолчни патишта, може детето пред операција да пожолти, а после операција може подолго време на дренот абдоменален да тече жолчка, затоа што има повреда на жолчни патишта. И сега, доктор во развојот на таа ехинококова циста. Од кога ќе направите таа хируршка интервенција, ќе помине нели тој постоперативен период, ќе си замина дома, им остануваат ли некои последици со кои што ќе мора да продолжат да живеат понатаму? Посериозни последици не може да остави ехинококовата болест. После операција си примаат пациентите терапија и во принцип компликациите се првите денови или недели додека детето е во болница. Кога ќе замине дома, многу ретко има компликации. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Сакам да поздравам вас и докторот и да му кажем на доктор, пред 3 години добив мощен удар. Па не можем и да се движам. Ногата ми се дува и тоа ми стана тапан. Така, меѓутоа, мојот денешен гостин е детски хирург, кога ќе имаме од областа на неврохирургијата и на неврологијата, каде што ќе може подетално да ви објаснат кои се понатамошните чекори или како може да се подобри дел од вашата состојба. Тогаш секако ќе ве очекуваме да ни се јавите за да добиете по-детална информација. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добро утро. Да, повелете, ве слушаме. Јас сум гледачка од Радовиш. Добре. Поздрав за доктора, од куќата каде што е родена неговата баба Милка. Многу поздрав до доктора, до татко му, до сопругата, многу сум презадоволна. Докторе, живеам овде во куќата на баба Милка. Благодарам. Сакам да ве прашам, ланското лето во јуни месец ме касна куќе. И ги примих двете инекции што се за против кучешка тенија. А сега последната не бев овде и не можев да ја примам. Дали може сега после 2 месеца закъснување да ја примам? Так. Веројатно вие сте примиле тетанус, односно против беснило. Так. Третата може да ја примете сега, без разлика што доцните, борете да добиете третата вакцина сега. Таа е друга веќе болест која што се исто така се случува од кучење, меѓутоа не е кучешка тенија. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Дали имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарим. Сакам да го прашам докторот нешто. Пред 3 месеци, дали ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Пред 3 месеци бев на
компјутерска томографија. Добре. Слушање ме пратија да се снимам на компјутерска томографија за бубрезите. И ми открија дека имам циста на црниот дроб. И докторот ми рече да појдам на микробиологија да ми проверат преку крв. И јас бех на микробиологија, а и ми рекоа дека докторот ми рече дека немам миханокока. Кучешка тенја немам. И вика сега треба да се следи од цистата на секој 6 месеци да правам томографија и да одам на крв да ми зимаат на микробиологија. Да. Дали нешто може да се појави со таа циста, не знам. Така, јас ви благодарам за јавањето. Еве и не секоја циста, да кажеме, на црн дроб не е кучешка тенија. Значи дека е ехинококова циста, затоа и постои крвен тест, каде што преку крвта се докажува дали се работи за ехинококова циста или друг вид на циста. Советот што ја го дали на пациентката за мене, да ја следи редовно. За мене е во ред да се следи состојбата на секои 6 месеци. Така. Дали имаме гледач? Повелете? Ало, да, повелете, ве слушаме. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Поздрав до докторот. Едно прашање имам. Многу интересно за, мислам, докторот. Повелете. Сум опериран 87 година. Добив абцес на месец време контрола. По контролата, значи редовно примав, мислам, лекарства, ме оперираше професор Пеев. Ако се сеќава докторот на професор, тие се веќе стари доктори, почина тие, Бог да го просте. Мислам дека 13 години фистулата ми работеше. Повремено ми се затвараше, дали ме слушате? Да, ве слушаме. Повремено ми се затвараше, мислам, на фистулата, ме тера месец и пол. Пак ќе се појава, значи осеќав, значи температура. 13 години се под 37 температура бев. И сам со скалпер ми дадоа лекарите, туфирчина, едно друго, се што треба, бубанче едно. И самиот со скалпер многу немаше и после па си продолжувах да се преврзувам и да си терам хигиената како што треба. Јадам, пиев. Кое ви е прашањето, еве, вака се извинувам за во интерес на времето, кое ви е прашањето до нашиот гостин? Прашањето ми е, значи, исклучиво, мислам, не сакајќи, земав хлор, значи хлор во водоводот што се става. Добро. Ја не знам во кој контекст ни е... Пациентот имал фистула, веројатно ентерокутана, која што некогаш може да биде активна, некогаш пасивна, односно да затвори по повторно да отвори. Со инцизија дренажа е третирана фистулата, тоа е еден од начините, меѓутоа дефинитивен третман кај фистулите е хируршки. Така. Доктор Симеонов, кога зборуваме за кучешката тенија, што може да се случи доколку болеста не се открие навреме, односно доколку навреме не се побара лекарска помош? Иако споменавте нели дека може и како топка па да се, меѓутоа тоа не значи дека секогаш е така, па еве да не се дојде навреме. Болеста секогаш се открива случајно. Се оди на доктор за нешто друго и се открива дека има ехинококова циста, најчесто бел дроб, црн дроб. Проблемот е ако таа ехинококова циста е многу голема и ако прснала. Прсната ехинококова циста кај бел дроб дава анафилактична реакција, која што е многу драматична, додека кај прсната ехинококова циста на црн дроб може да направи расевка, се вика тоа. Многу помали цисти да формираат, многу помали керки цисти да формираат шуплини или ехинококови цисти помеѓу цревата. Јас сум имал лично случај каде што рупторирана или прсната ехинококова циста на црн дроб беа формирани 30 ехинококови цисти како тениска топка помеѓу цревата.
Така. И што после хируршката интервенција ве ни споменавте нели дека мора да ја прима терапијата, колку често и редовно треба да доаѓаат на контроли или тоа не е толку? Во принцип до третата година после операција од почеток доаѓаат на контролен преглед после 1 месец, па после 3 месеци и последните 2 години доаѓаат на 6 месеци на контрола. Понекогаш контролата е кај белиот дроб само да се слушне со слушалка како е дишењето, понекогаш се прави графија или компјутер, кај црниот дроб се прави ехо на црниот дроб и по потреба лабораториски крвни анализи. Значи, од она што го споменавте, доколку е на бел дроб и не се направи оние диагностичките процедурите, може да дава и симптоми на пневмонија, на бронхит. Да, меѓутоа, најсмртоносна од компликациите е прсната хинококова циста на бел дроб. Многу ретко, меѓутоа таа анафилактична алергиска реакција бара итна медицинска интервенција и понекогаш, за среќа многу ретко, може да доведе до смрт на пациентот. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден, поздрав до докторот, поздрав до вас. Ви благодариме. Едно прашање до докторот. На ќерка ми и се појави после првиот пороѓај влакно што расте внатле. И додека гној, додека да собере гној, има голема мака и нервозна. Додека да пукне, а става црна маса. И викаат за операција побаравме, ништо немало среќа, по 5 метра една се извадија. Проблемот сега, како да го решиме тој проблем за да се исчисти, да нема мака, многу мака има со тоа влакно, наместо надвор да иде оно внатре се собира. Да, ве разбравме, да, овај секако не ни е во дел од темата, меѓутоа. На пластичен хирург најдобро ќе процени дали има потреба од хируршки интервенции или не. Така, во секој случај ве се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до најдобрата емисија, добриот доктор, до гостинот и едно директно прашање до него. Повелете. Оперирана сум пред 8 месеци од срце. Пред 2 месеци ме касна домашно милениче чивава на прстето, на левата рака, на малото прсте. Точно на ногто. Примив тетанус одма, моментално. По 7 месец, сега на 11 август ја примив втората доза. Ногто ми падна, само се плашам да не представува нешто проблем понатаму, пошто сум веќе нели срце болесник. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Ке порасне нов ног на местото каде што падна. Сте примеле 2 дози вакцина, верувам и куќето било вакцинирано. Така да не гледам простор за грижа. Да, бидејќи спомена дека е домашно милениче, секако нели ги применуваат. Дали имаме гледач, повелете во програма сте? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање имам до вас, до докторот. Повелете. Јас од Скопје се јавувам тука. Добро. Идам на ортопедија, имам проблем со десниот колк. Не колкот испод колкот на зглобот. Ги направи сите снимања. Сите снимања ги направи, ми најдова циста. И ми кажа докторот дека тука не може да се направи, мора да се оперира, али не може да се направи хируршки захват кај нас тука во Македонија. Циста на колкот ви најдоа? Моја? Циста на колкот ви најдоа? Да, испод колкот на зглобот на тоа први плувањето. Така. Така, да. И ми дадо таблети албендазола. И ги пиеш 6 месеца ги пијам. И сега последниот пат кога правев снимка на компјутерска. Добро. И све најдоа цистата ми ја, најдоа дека има цистата, е на зглобот доли и коската ми ја оштетила. И сега не може во хируршки захват да се направи тука, ме праќаат за Турска.
дали има шанси за тука да биде, дали мора така да биде. Да, јас ви благодарам многу за јавањето, ова е од делот. Ако процениле ортопедија дека овде нема простор за таква хируршка интервенција, го праќаат пациентот во странство, да го почитува тоа. Да, ја веќе споменав дека нашиот гостин е детски хирург, меѓутоа еве нареднава недела ќе имаме и од областа на ортопедијата, доколку сакате ќе можете и тогаш нели да се јавите па да добиете подетален одговор од страна на ортопедскиве хирурзи, какви се тие цисти, дали може да се оперираат кај нас во земјата. Доктор Симеонов, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, што би им советувале на родителите како да ги, веќе ние споменавме нели од почетокот до сега, меѓутоа како еве да ги заштитат децата, да не се плашат од домашните меленичења, меѓутоа да ги заштитат од оваа болест која што како веќе споменавте може и да биде доста сериозна. Совет до родителите, односно до сите што чуваат домашни миленичиња, веќе го земале миленичето да се однесуваат со него сериозно, редовно посета на ветеринар, да ги прима редовно вакцините и редовно да се дава антипаразитарна терапија во форма на таблети. За децата редовна хигиена на раце. Независно дали е стравот од ехинокок или од нешто друго, сите деца треба да се научат редовно да мијат раце. Посебно пред оброк, пред јадење, секогаш да ги мијат раце. И она што го споменавте со зеленчукот? Добро да се обработи, односно да се измие зеленчук, односно марува, зелена салата. Така. Сега во денешно време има и фабрички добро обработени, пакувани во фолија или во најлон. Така да за тие нема потреба посебен третман, меѓутоа од пазар купена марува, паметно е, добро да се измие, посебно во делот кај кочана. Ливче по ливче, под млаз вода да се измие марувата. Така. Еве, јас се надам дека овие совети се добре дојдени за сите нас, односно за сите наши гледачи. Доктор Симеонов, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин и што ве зборувавме на оваа тема која што е навистина и интересна, меѓутоа е добро да се знае како може да се добие кучешка тенија и како може да се заштитиме од оваа болест. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.